на 26 април во сабота со почеток од 11 па се до 15 часот во просториите на Меѓународното училиште Нова. По 8 пат ќе се одржи традиционален семеен базар организиран од страна на учениците, нивните родители се разбира професорите. Нешто повеќе околу овој настан зборуваме со Иван Новаковски од Нова. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро на вам, добро утро ни се така на гледачите. Така, споменав во најавата 26 е денот од 11 па се до 15 часот семеен базар. За што точно станува збор? Како што веќе наведовте, ова е 8-ми традиционален базар. Оригинален е во смисла што е организиран од страна на професорите, учениците и родителите, така да ние како училиште ги поддржуваме, но реално реализацијата и целата замисла на настанот е од нивна страна. Настанот е секако со хуманитарен карактер, има за цел да собере средства за повеќе организации и секако во текот на време трајање на самиот настан да што повеќе луѓе имаат шанса да донираат средства во хуманитарни цели и секако да си поминат едно убаво попладне во сабота. Така, каде ќе бидат донирани овие средства и сите оние собрани средства од страна на овој семеен базар? Овогодинешните средства кои што ќе се соберат ќе бидат наменети за домот за доенчиња и млади лица од Битола, а во минатите години изминати средствата се имаат донирано во организациите како Дајте ни крилја, Отворете ги прозорците, Центарот за рехабилитација, Домот за деца без родители. Минатата година, на пример, бевме дел од националната кампања за отварање на ургентен центар при детската универзитетска клиника и како таква реално значи дозволивме некаде од прилика 5000 евра од средствата собрани да идат за таа цел и да помогнеме во реализација на тој проект. Така, споменавте дека ова е по 8 пат и традиционално се случува овој семеен базар, пошто ќе биде карактеристично оваа година, освен по самиот хуманитарен карактер што го има и што е најголемата цел впрочем, што ќе изработуваат дечињата, дали веќе имаат некакви најави, што се ќе се случува? Значи, она што е интересно е дека самиот настан има повеќе активности и така да реално е замислен да има интересни нешто за сите членови на фамилијата, од најмладите до највозрасните. Веројатно најинтересниот дел е секогаш меѓународниот сајм на храна, каде што ќе имаме реално кујни од повеќе од 15 национални кујни, значи ќе имаме штандови. Тоа се најчесто родители или амбасади, значи родители на деца кои што учат во Нова или амбасади кои што реално ја подготвуваат храната и ја промовираат сопствената култура. Така да тоа најчесто привлекува најголемо внимание. Ќе имаме детско каче кое што оваа година е организирано од нашата партнерска организација Lions International District од Македонија. Така да ќе може и за нив да имаме значи анимирање, ќе имаме мини голф значи активност, исто така ќе има и мало пони зајавање. Она што реално и собира најголем број од средствата е лотарија на која што може да учествуваат сите посетители, која што пак каде што наградите се донирани од голем број на спонзори кои што учествуваат во оваа хуманитарна акција. Тоа е збогатено со сајм на книгата, каде што ќе се продаваат дела на англиски јазик, нетипични дела кои што реално не би можеле да ги видите ниту на сајмот на книга. Така да реално се на едно место, богато и на крај збогатено во соработка со Сдруженијето на занечи, кои што ќе продаваат своите ракотворби и уникатни дела. И мислам дека повеќе од 4 часа активности за целото семејство во сабота. Така, она што е интересно е што можат и другите хумани луѓе кои што сакаат да се приклучат на овој настан да дојдат и да донираат, затоа што влезот е бесплатен. Влезот е бесплатен, она што е битно да наведам дека независно од тоа дали ќе верне или ќе вее, реално настанот се случува во просториите на самото училиште, така да ги поканувам независно од временските услови да не посетат. Така. Иван, јас ви благодарам што бевте дел од утринската програма Македонија наутро. Сосема за на крај може да им се обратите на нашите гледачи да дојдат уште еднаш времето и местото на случувањето на овој настан. Значи 26 април, оваа сабота од 11 до 15 часот во просториите на училиштето да дојдат сите хумани луѓе кои што се заинтересирани да поминат едно прекрасно попладне. Мислам дека нема да зажалат, ќе видат еден голем број на култури, ќе го видат како функционира исто така училиштето и на крај сите ќе може да учествуваат во една прекрасна цела, тоа е да се помогне на домот за доенчиња и млади лица од Битола. Така. Иван, ти благодарам уште еднаш за твоето гостување. Ви посакувам уште многу долги години традиционалниот семеен базар да продолжи во рамките на вашето училиште и се гледаме со некоја наредна емисија, се разбира, со некоја друга активност. Ви благодарам на така.